Здраво живо, ова е Петочно во Германија. Единствениот подкаст за нашите во Германија. Здраво, Дијана! Здраво, Панче! Како си ја преживеа првата епизода? Првата епизода со тебе. Иначе беше 57-та од нашиот подкаст. Така. И Ја како преживеав. се осети? Убави импресии имам од првата епизода. Мислам дека имавме доста подготвено и така целата епизода беше пропратена со размена на многу информации. Се надевам дека и на нашите слушатели им се допаднаа тие информации. Таа целата епизода беше, да речам, богата со контент, со содржина. Супер. Не, мислам дека малце беше, у почетокот беше малце така под притисок, под напон беше, ама со текот на времето или со текот на емисијата се опушти така да, како што рече ти, да, беше малце полно со факти и со докази, ама понекогаш се такви си епизодите, така да, фактите се битни, бидејќи тие ја потврдуваат важност или точноста на сето она што го изложуваме, што го прикажуваме или што го кажуваме, така да се еворед, не, ако има да се некој да му смета или да се пешвера, треба да пише. Ваква работа, но беше фактичка, па ќе ја смениме работа. Но мислам дека оваа епизода која што денеска или оваа тема која денеска ќе ја зборуваме ќе биде посебно интересна за нашите слушатели. Ќе зборуваме за темата дека кои германски навики неочекувано ги прифативме или од кои германски навики посебно сме изненадени и ги практикуваме та дури и кога сме во нашата сакана Македонија. Така, тоа е една супер интересна тема. И може многу да се зборува на темата, надолго и на широко, затоа што има многу што сме прифатиле, некои навики сме ги оставиле, некои навики сме ги донесле во Македонија кога сме таму. Како ти го... За мене беше културен шок, морам да признаам тоа. Првиот шок беше со германските принципи или со германските навики, што недела беше тишина како, да речам, да си у црква. Станеш се бајле недела, тишина, а идеш ти од, да речем, од Македонија, каде што у недела, да речем, се собира пола мало или цела фамилија се собира и прават плоча за куќа. Значи се дига куќа у недела, се прави куќа, кровот се прави, так се чука, се пусти, се штури. Тука идеш недела, ништо штама. И кога додов пред 33 години, сопругата најци имаше кола и се знае, недела и кола се пере. И јас се бајле мотивиран, втората недела во Германија, мотивиран, викам сега, денеска ќе ја средам колава ко стакло. Се соблекувам, средо вакво се симном долу гаража, ваму таму, почнам отварам црева, мева, ваму таму и тука добре се испаѓа господја моја. Што ќе правиш ти? Па кола ти исперав живо. Како перење кола ти, нормален си. Што викам, што е страшно, викам кола си. Вика, гледаш, вика, надвор нешто, вика, да се мрда лево, десно, валтер. Не, викам си, уши рано, викам, спијат ја така се шалам, спијат, викам, рано, викам, не знам, вика, слушай, недела ништо не се прави. Дебре, викам, што сна работа? Вика, вака, недела, вика, тадори алишта не се спрожираат надвор. И од тогаш сватив дека и сега, еве ќе 33 години наназад, тоа го практикувам. И само господјата моја ценета, ако ми рече нешто недела да направам, ќе слушај, недела ништо не се работи тука. Немој сега да ме тераш, викам, некои тадори домашни задачи, нема да ме тераш, викам, ништо. Недела е неработен ден. И тука, принципиелно, значи тоа, ки германците сосем го ценам дека стварно недела не работат. Да, частни исклучуци, понекогаш ќе слушнеш дома некој тропа, чука ваму таму, ама во глобала мислам дека германците таа недела за нив е, кој што викаме ние, света недела и си седат дома, си ја посветуваат неделата за фамилијата, одат на јадење, одат на излети, се дружат. Таката неделата ја користат стрикно на нив. А вие како практикувате таму кај вас? Има ли такви работи? Нашата недела, во принцип, да. Значи, недела е руетак, се знае, значи, луѓето, или ние сме со фамилијата, потесна или поширока, кога ги посетуваме нашите родители, односно родителите на мојот
сопруг, ручек, кафе кухен во 4. Ете го следното. Така. Значи тоа е една убава навика што сметам дека би можеле ние да ја адаптираме или да ја прифатиме кај нас, на пример. Многу убави спомени ми наврати од перењето на колата во недела и пак е тоа некој семеен настан каде што децата се вклучени во активностите и сето тоа, барем како деца ние сме биле вклучени. А сега е недела ден за одмор и ми се допаѓа тоа што е недела ден за одмор, без да трчаме некаде, без да нешто мора да направиме и кај нас дома недела е ден за палачинки инаку. Опа. Да. Добро, тоа не е германски. Тоа не е германско вакво. Тоа вие сте си го донеле од Македонија. Тоа се така. Ја. А инаку... Да, неделата е ден за нив, они си го користат. Не? Друг некој каже некој пример од тебе. Па ете, кафе... Ја многу примери ќе кажам. Кафе кухен, на пример, е нешто... Тоа кафе кухен. Тука ме погоди. Еден убав обичај кафе и кухен да се јаде, на пример, во 16 часот после ручекот, кој што е околу 12-1 така. Ние сме во Македонија навикнати се наеднаш, значи целиот ручек и одмак тука се пие кафе и одма се носат колачи, торти и сите други работи, додека не експлодираме, да речам, од храна. А тука е тоа по-балансирано, да речам, баш така како со многу мири, со така многу позитивна енергија. И тоа беше, ти што го спомна за кафе и кухено, така беше порано. Ќе си ручаме и позитивно, например, јас што ми се свиѓа тука е што, например, ние во Македонија понекогаш сме ручали у 5 саат. 4-5 саат ручаме, што пред ручаме у 4 саат. Каде у 4 саат ручаме? Ја вечерам у 9 саат. Нема. Тука принципот што вика тука војската чука лажица у 6 саат, например. Ние у 6, у 18 часот дека бевме сега да речем, големата ќерка ја више испадната од нас, а порно го бевме, например, четворицата, 6 саатот се вечераше. Сега бидејќи работевме, не можевме да ручаме, ама у недела беше закон, ручекот беше у 1 саат ставен. И ти кој што викаш, си каснеш, ќе си пивнеш во тоа, и после тоа ќе се среди садови, лево, десно, ваму, таму, и после тоа малце, да речем, малце не ужинка, ами малце пауза си правиш, и после тоа се става кухенот, кафето, па баба Цвета ќе дојде, мислам, баба моја ќе дојде од тука, па може некој други од Чировци ќе дојдат на кафенце, на кухенче ваму таму, и фактички го завршуваш денот, и после тоа, ето уште еден саат ќе спомнеме, типичен пример, вечерта не се јаде манџи, сарми, талки од ручекот, ами имаме, вакво речи го, бродсайд. Време за леп. Не? Значи тоа е едно вакво е што ете го практикуваме, например, навечер ние обично не јадеме топло. Како е кај вас? Јадете ли топло ви навечер? За викенд обично не јадеме топло, меѓутоа преку недела да. Преку недела во 6 сати. Да, најверојатно оти не сте дома, например. И патерче ми нас понекогаш така не се дешава, окей, не цел ден си на работа, да речем, нешто си каснал таму и сега вечер ти идеш и нешто е направено, например, или од претходниот ден или од овој ден. Ама во глобала, кој што викаме ние, германците имаат тој, да речем, наречен бродсайд амт, кога фактички се јадат, например, кашкавалче, саламче, сиренце, значи така некој работи, и после тоа си, ама не у 9 саатот, кој ние вечерам у 9-10 саатот, и после тоа ќе се превртуваме цела ноќ, ами они у 6-7 саатот си завршуваат со вечерата. Малку овошје, малку зеленчук, да. Со тоа, да биде баш балансирано, така. Да. Друго што имаш ти вака навикнато од што си приметил, например, некои навики, што ти си, да речам, до тоа кога си пил во Македонија не стигнувало на такво нешто. Тука кога нешто си дошло и вика, чеки што прават вие, не? Една од тие навики на некој начин или можеби е тоа култура или прашање од културно прашање е делењето на сметки во кафана или во ресторан. Помеѓу пријатели или луѓе што се запознаваат или луѓе кои што се во фаза на запознавање како пар или сближување, точно така. Да. Тоа беше еден интересен. На дејтот.
Па не сакав да кажам дејт, меѓутоа во период на дејтање, да, делењето на сметките, например, така. Во ресторан и кафе. А што мислиш ти, добро ли е тоа, лошо ли е? Ако почнам да разглобувам од кој аспект тоа е добро или од кој аспект тоа е лошо, ќе има многу и про факти или про аргументи или против аргументи. Меѓутоа, за мене лично е еден убав акт, не секогаш сметките да се делат, туку ако некој човек, без разлика дали е жената или е мажот или без разлика може да се еднополови партнери, тогаш да еднаш едниот да почасти ако тоа го чувствува, а друг па другиот. Меѓутоа сепак е тоа прашање на чувства, прашање на енергија на некој начин, отколку да мораме сега да се држиме стрикно на тоа дека јас си го плаќам моето кафе и ти си го плаќаш твоето кафе. Мене тоа ми е до ден денес имам јас конфликт сама со себе, по тоа прашање и порадо би почестила некого отколку да се доведам во ситуација да речам сега да го делам едно кафе од 3 евра или без разлика колку и да биде. Како е кај тебе? Јас сум на исто од твој мисли. Значи, окей, кога дејташ, например, некој или кога се запознаш, првиот дејт е, верувам дека е да речем по таа джентлменска линија да одиме, да фатиме, например, редно е тој, да речем, машкото да покани девојката на пиелок, на јадење на пие. Се, од следниот привидејќи се уште плаќачен, тоа е прв вакво е. Меѓутоа, од следниот сепак е не пожелно, меѓутоа би било добро и девојката, или дечко да рече, слушај, ако рече девојката ја ќе платам сега, не слушај, дај по половина ќе платам. Значи не е тоа дека некој вакво ќе остане сиромав или ќе остане вакво, меѓутоа сепак се да речем се дефинира тоа дека не си фактички не ти е дојдено до тоа само одди го кафето да го испиеш или ти да го платиш кафето, ами финтата е да имате некоја равноправност во целото тоа. Да не се осеќа никој сега ја излегов со кафето, ме најде ме напи и сега морам со него да бидам или со сите работи. Значи да биде тоа на некоја еднаквост или да? Така да истото ти што го рече и за мене тоа важи. Ја се е во ред, меѓутоа сепак тоа е на база во секој однос на база на договор, не? И на база на разбирање. Али за мене, например, било пожелно, кој што реков, джентлменски првиот машкото да биде. Не? А потоа од база на ваквоето да се рече, окей, а од тој ден кога ќе дојдат заедно, тоа е една сметка. Ја од ден денеска се сметам, се смееме кога испаѓаме со најдето со сопругата кога испаѓаме и кој ќе плати, мене не ми се плаќа, ја ретко ваквоти со картички зовата. Ајде викам, ја мене ме частат, викам вечерва. Јас ми изнесува, викам вечерва, ќе ме части сопругата, ќе ми ги части. И се смеат и келнери и ваквоето. А иначе и тоа е практика што ти како што спомна тука што ваквоето. Ама добро, у Македонија, например, ние обично машките сме ги плателе рачуните. Ја се сеќавам, например, машките сме ги плателе рачуните. Не било да речем, ете тоа. Сега ќе плати женското ќе плати. Ајде, сега женското ќе плати. Не. Дечкото ќе плати. Мада после тоа, например, кој ќе извади, ајде ќе ти давам пак. Ајде, еј ти 200 не ќе ми стави у джепот или у раката или ова тоа. Значи тие теми ваквоето. Фамилиарните трошкови исто, да речам, трошоци тие одат на фамилиарна сметка, да речам, заедно. Значи не е битно, сега не можам да кажам, освен во нашето семејство во Македонија, како се плаќале сметките, меѓутоа веројатно е тоа сега исто така некој избалансиран процес кога партнерите заедно ги подмируваат, да речеме, семејните трошоци. Тука ми е интересно кај точно таа тема е некоја типична тема за германците, што, например, они имаат кога ќе земеме ние хронолошки, германците уште, да речеме, од 18 години, онако што викам 18 години, клоцата надвор пред врата. Да, има и такви случаи. Меѓутоа, они се сепак привидејки големиот број од децата учат со текот на времето, им взимаат пари, например, се осеќаат како своји, имаат своји картички, имаат своји конта, значи сето тоа они го вносат да речем, го носат во бракот. Додека кај на ситуацијата е подруга, например. Ретко кој со 18 години доли има една банкарска сметка.
Така да тука е сосем подруго. Меѓутоа, ја секогаш викам, мене ми е многу смешно, многу интересно, кога ќе се сретнеме со некои пријатели германци посебно и жената плаќа жената плаќала киријата, мажот ја плаќал водата, па телефонот бил ке едниот, па другиот телефон бил ке другиот и ке во тоа. Викам, ја да ви кажам, кај нас се е на еден куп. Значи, ние имаме едно конто, сите работи, се што оди на тоа конто, секој е овластен да може да го надуе и вака ме гледа. Тоа малци ми е, како да речем, чудно им е, кој ќе речеш дека имаш ти едно конто и дека никој башка ништо не плаќа. Викам, кога ми треба, викам, знам секојаш дека нешто има на ваквоето и не вакве. Не, они се ваквоето. Имам ја сега случаеве, например, ќерката ќе се мажи со дечкото германец, али пак ќе речем, тоа е од тоа се доаѓа од таа ситуација што она како студент имаш отворено конто си работи. Зетов што ќе биде исто, он заврши вакве секој самостални и сега идат у бракот и двајцата имаат конто. И тоа е логички едно да рече окей, шо правиме сега? Да ќе затвараме конто или во тоа сега. И тука понекогаш малце знаеш како е, кога имаш свое конто, па си у фирмата, па треба таму да пријавиш, па треба ваму да пријавиш, па треба воа тоа и тоа е поголема работа кога да речеш окей, ќе го оставам тоа, ама па нешто имаме заедничко. Значи тоа го почитувам или го ценам. Така. Не? Ама сепак за мене тоа е на некоја чудна појава, на пример, или чудна навика, што оние имаат. Ама не? Така, ова што ќе го споменам сега можеби не е навика, меѓутоа во Германија знаеме дека пред брак и после брак данокот се калкулира различно, така што не е случај во Македонија. А во не во Македонија. Така, тоа е исто така една Даночните класи, да, точно, тоа е новитетот, например, што го свативме ние тука, деме кога си кога не си во брак, имаш лоштер класата единица, а кога си во брак, имаш лоштер класата тројка. Или 3-5, или си четворка, 4-4, доколку го зимаш прилично истите. Јас секогаш кога ме прашувам некој што да правим. Колку зимаш ти, толку, колку зимаш ти, па исто, 4-4. Колку зимаш ти, јас сум цело работно време. Колку е сопругата, она е 20 сати работа. Нема логика ти 4-4 да бидете. Ти си тројка, она е петка, не е за поише ќе даночат, тебе помалци ќе даночат и па имате поише на крајот. Ја? Така да, и тоа е навика, ама навиката, или да речем тие предуслови кои го надуваат, ги носат ситуациите. Значи, тоа така се дешава. Тие навики, например, понекогаш не е тоа негативно, меѓутоа е факт дека женскиот пол е во многу ситуации или од таа страна е не поназаден, меѓутоа по нево привилегирана состојба. Не? Ретко се дешава, например, некој од мажите да зима помалку пари отколку жената. Жената треба да остане дома, се отидовме на друга тема, ама не е битно. Не, ама сепак спаѓа во тој домен, например. Не? Оти да речем кај нас, кој ќе размислиме, например, ретко доле, например, некоја жена работи 2 сати или 5 сати у денот. Сите или работат цело работно време, или седат дома. Значи, тие можности, кој тука, например, ги нема. Ти поише да разбереш од тие работи, ама мислам дека тоа е така. Сакав да погледнам сега во моментов баш статистики околу тој gender pay gap, значи исплатеност или плаќање на работата зависно од полот. И тоа се уште постои, значи постои кај нас и постои во Германија и постои насекаде во светот, може да погледнам точно, мислам дека разлика секогаш ќе има, мада не е тоа, не би требало да биде. Прибидејќи пак ќе речам, да, меѓутоа што е разликата измеѓу, да речам, окей, тој што работи на каса и машкото и женското взимаат исти плати. Тоа е факт. Меѓутоа зборуваме тука за, да речам, неусогласувањето на платите измеѓу машкото и женското се сведува на тоа што машкото секогаш е во привилегија дека работи, дека треба или мора или треба да работи цело работно време. Додека жената како женска особа
она секогаш останува на тоа дека треба сепак она да биде таа носителот на, да речем, на обврските за деца, за фамилија, за ова, за она. Да? Истото тоа го имавме и ние дома. Не? Да, и двајцата бевме, двајцата работевме на почетокот кога бевме сами цело работно време. Ја? Кога се роди првото дете, сопругата остана дома, ја не останав дома, мада тогаш немаше такви можности, кој денеска што ги има, ами денеска со тие можности за Елтернцајт, сепак татковците не зимаат 20, да речем 12 месеци Елтернцајт, ами зима мајката зима Елтернцајт. Ја? Таткото зима еден месец плюс Елтернцајт. Значи, тоа. Тие се убави можности, меѓутоа сепак останува мајката у целото тоа. Ја? Така да тоа е на тоа се базира целото вакво. А како сте за вакво за сортирање на ѓубре? Сортираш ли у Македонија пластични шишини? Кога сме во Македонија, прилично сме на гости, така да не сортираме баш нешто, мислам, јас лично не сортирам, меѓутоа моите родители мислам дека го прават тоа. Сортирање пластика од се останато, меѓутоа во Германија тоа е на навика или еден процес кој што е многу не само застапен, туку и рестриктивен на некој начин, затоа што во секоја куќа постојат канти специјализирани за, значи, пластика, специјализирани за био ѓубриво или ѓубре, понатаму мешано и нели посебно за хартија, што мислам дека е еден убав аспект, затоа што сите овие, да речам, остатоци на некој начин или ѓубре може да се преработи во или биогориво или биоѓубриво или пластиката да се пренамени или хартијата да се исто така преработи. Така да тоа е еден убав начин и мислам дека Македонија во поглед на тоа може многу повеќе да направи од тоа што се прави во моментот. Или сортирање на стакло, например, во посебни контейнери кои што не се во домовите, меѓутоа се на одредени места низ градовите или низ општините. Така. Ја бев позитивно запрепастен кога дојдов на времето. На времето имавме само две канти на почетокот беше. Црната и жолтата. Црната беше за ѓубрето, за целото она ѓубре што беше вакво е, а жолтата беше за пластика. Со текот на времето добивме една биолошка, зелена, значи за косење на трава, за зеленило, за вакво, за такво. И на крајот последното беше што ја добивме кантата за хартија. Ја? Плавата канта. Значи сега моментално Германија сортира, мислам дека нашава и мислам и другите покрајни, за не знам, кај вас исто 4 канти, така? 4 канти во домовите и стаклото е посебно, значи на одредени станици, да. И морам да признаам дека посебно јас не сум го имал тоа вакво е, не сум имал тоа искуство, меѓутоа бидејќи не сум седел не секогаш сум седел во своја куќа. Значи сум имал сам, секогаш јас сам сум го контролирал тоа, да речем, или сум го сортирал или не сум сортирал, меѓутоа да можам да признам 95% од ѓубрето го сортирам. Сега може да ми помине некој пластично вакво е чавче од јогурт или од беше од фрукт јогурт, така може да ми помине, ама во глобала сортирам и за вакво и фандоци го сортирам настрана и сите тие работи. Ама интересно пример сум имал бидејќи баба ми седела во подкирија, во зграда со повеќе, да речем, станари, и станарите контролираат во кантите дали е ѓубрето сортирано. И станариве, мен тоа беше многу интересно. И од ми кажу, не вика, баба вика, види, зирка по ваквото, зирка у кантите, да видиш што и како, и после тоа вика, и моди по станивите им тропка им каже дека не им било сортирано ѓубрето ваквото. Значи тие таа, да речам, самосвест е доста изразена во тој сегмент на екологијата. Не превидејќи и ти кој што рече, таа поготово например по фирмите. Значи еве сега например ние во Глобус сортираме фолија и за таа фолија добиваме пари. Значи таа фолија ја продаваме и за таа фолија добиваме ние пари.
Ама и фирмата која што зима фолијата, тоа е интересен момент, ни прави анализа дали фолијата е само фолија, значи они имаат специјални, да речам, сензори кога се носи ѓубрево, дали таа фолија е само фолија или у фолијава сме фрлиле хартија, сме фрлиле нешто друго, и трето и вакво, и понекогаш ни се дешава да добиваме извештај од таа фирма, значи од фирмата што го собира, да речем, што собира таа пластика, и да речем, слушај, ние за ваа тура нема да ви ја платиме фолијата 100%, оти од 100% фолија имаше мешавина, например, да речем 2% хартија сме извадиле. Да, и тоа они многу ми беше интересно, и за замисля за 2%, ама 2% за 2%. Да? И таа фолија понатаму, значи ја купуваат они и ја преработуваат, кој што рече ти, за други материи или за вакво речи го што се прави за биодизели, 315 циркус, таму нешто прават со тоа со преработување на цена на отпадот од вакво е тоа, дали било органскиот, дали било овој пластичниот отпад. Значи, сепак со тие навики на крајот има корист целиот еколошки систем во Германија. Не? Ја. И она што спомна фандот, например. Фандот, така како да не можам да најдам соодветен збор на македонски за фандот, како? Амбалажа? Амбалажата, например, што од стакло или... Како вика доле, врати го пивото, врати гајбата, однесе гајбата, ти дадат гајба друга гајба. Иначе не ти дава гајба. Однесе празна гајба, ти даде полна гајба. В Македонија така е. Ако сакаш пиво да купиш, ти се платиш амбалажата, например. А ако сакаш да купиш после тоа, ја враќаш амбалажата, не ти наплаќа амбалажа, ти го дава при пивото. Може така некои интересни работи. Ама они не ја собираат, например. Тука, еве, кажи, фандот 25 цента. 25 центи, дали тоа е пластика и сега на некои стаклени амбалажи исто постои. Не само на стаклените амбалажи, не само на стаклените амбалажи, ами постои ваквото тој фанд сајшен веќе го ставија и на сокот. Значи овие што се тетрапак сокови, на јогурт, овие што се јогуртите од млечните производи во фришен, значи тие тоа го ставија фанд. Така да, или тоа смути што има, смути, такви работи. Така да, системот тоа се тие, да речем, навики кои што не се многу стари. Фандот не е, да речем, од пред 50 години. Ѓубрето они го сортирале одамна, например. Ѓубрето се научени, или да речеме тоа што го кажавме ние со ваквото со укафана и сите работи. Тоа им е од мајка родин, или со контата, или со сите работи. Ама фандов, например, они сега го увела, не се сеќавам кога беше, мислам дека почнавме да собираме шишиња, ми се чини во Lidl, точно во Lidl почнавме да собираме кесиња. Кесиња беа шишиња, да, после почнаа да испаѓаат тие. Први ги собиравме зад касите. Да, тоа се сигурно пред Lidl смислам до 20 на години. Така него, пред 20 на години. Да, и еве, функционира непрекорно. Секоја продавница си има фанд автомат. Так, си одиш, си ги ставаш, фрлаш, добиваш цедолче. Ја, сега тие 25 цента ќе ти ги земе на касата, ама тие 25 цента ти ги враќа. Се компензира со. Тоа е некоја навика, ваква е што ваква е. Мене друга навика што ми беше интересна тука што ја навикна беше тоа дека во подготовката на емисија да се смеевме малце, куќа без влечелки не бива. Така, куќа без Дома оди да се влечелки. Без влечки не бива тука. Без влечки нема. Тадор има влечки, и ние имаме влечки за гостите кои ќе дојдат. А тадор има некои, и во го имам приметил, некои гости влечки си носат. Така. Да. Тоа го имаме и во Македонија, мислам дека како еден феномен, дека студот доаѓа од нозете, па мора цело време да се носат топлинки, лето и зима, или влечки. Ние во Охрид така ги кажуваме, топлинки или влечки. И тоа некако го имаме присвоено и тука на некој начин, посебно за зима. Да, фамилиарно, значи сите носат топлинки и најбитно е нозете да бидат затоплени. Интересен феномен или факт, меѓутоа е
Така, многу застапени Мене ми тука е и интересно, кај нас и мене ми е интересно што и кога ќе отидеш на гости ќе те прашаат сакаш ли врешалки. Кога ти кажат например кога ќе отидеш на гости никој не те прашува сакаш ли врешалки. А за мене до сега во Македонија никој не ме прашал сакаш ли врешалки. Ама туку ќе идам на школа, кога ќе идам на школа, кога ќе идам на гости, сите ме прашуваат имаш ли врешалки. Сите имаат на страната или вакво рече го за шкафчето за чевли, вакво си имаат влечалки за гости. И ти вади так влечалки за гости, еве ти, вакво е, облече си ги и си одиш, вакво е како е тоа, рече го, мада они ја сопругата моја заглава се фаќа, они си одат и со чевлите нивни од улица право дома. Значи тоа им е еден како да речем, можеби нехигиенски или како ќе го фатиме, како ќе го земеме, вакво е, меѓутоа они се научени не по некојаш, ами во некои фамилии или во некои вакво и тоа е нормално да не се собликуваат чевлите, ами од улица право дома што се викаме ние право креветот се влезе со чевли. Тоа кај нас го нема, значи тоа ние се уште се држиме на тоа македонското, чевлите се собликуваат пред врата или чевлите се обрезуваат пред собјата. А внатре имаме влечалки, затоа реков ја без влечалки не бива куќа. А ти спомна нешто за тоа студ ладно ваму таму. А си приметила, верувам дека германците се обожаватели на промаја, не? Луфтираат, они цело време луфтираат. ако во Македонија универзален лек е ракија, а во Германија универзален лек е фрише луфт, односно свеж воздух. Или промаја. Да, ама докажано е тука дека се уште никој не умрел од промајата. Значи тука обвезно се бајле се станува, еви кај нас ние стануваме, се средуваме ваквоето, обвезно пенџирињата се отвараат, ваквоето доле уште ништо не сме седнале. Одма тарацата се отвара, ако зиме лете, сабајле мора да се пролуфтира, да се дофтира, да влезе ваквоето во тоа, треба да воздухот да влезе чист. Таа дури најголемите зими кога ми гори газот, стално се расправам дома, само се карам. Пука каминот дома, ваквоето запален огинот, тоа врата ми се отвара да се луфтирало. Што се луфтирало, ќе испадне ваквоето. Не е да се луфтирало, е тоа. И на работа верувам, добро сега ти дома сам си вакво е, ама на работа кај мене понекогаш кога си имаме отвори вика да се луфтира. Ама да, треба да се луфтира, точно. Свежо воздухче да влезе малце да се раздонадиме, ама они цело време се на луфтирање. Ама позитивно е тоа што се уште никој не се заглавил со, да рече, од промаја ме фати и шиесот или ме боли главата и ме фркна главата од промајата. Дури и малите Да? деца, например, кога има температура, кога им тече нос или нешто слично и одиме на доктор и лечењето е нема антибиотици или инфузии или крвна слика или нешто, туку лечењето е само со свеж воздух. До некаде може и во право, затоа што свежиот воздух ја менува циркулацијата, повеќе кислород и така повеќе на некој начин сила на организмот да се бори со инфекцијата и можеби е тоа еден така добар аспект што може да се погледне и да се прифати на некој начин и кај нас во Македонија и во нашите семејства, да речеме семејства дојдени од Македонија тука и така натака, колку и да звучи тоа чудно и колку и да ние сме навикнати на тој менталитет дека сите анализи, крвни слики и витамини, минерали и антибиотици мора да се пијат, овде на некој начин пристапот поинаков и не е и толку драматичен или толку лош како што ние имаме некоја замисла како тој процес на лечење треба да изгледа на некој начин. Така да. И затоа често читаме по групиве леле, бев на доктор, на детето ништо не му дадоа. Леле, бев на доктор, не ме прегледа. Леле, или ме прегледа, ама ништо не ми дадоа. Значи тука, кој што рече ти, Диана, тука не е одма буцни шприцот, дај му инфузија, дај му вакво, дај му тако. Што ти е вирус? Ако ти е вирус, оди. Чајче, мајче, вакво рече го, лимонче, воздух, ти кој рече, прошетај ваму, таму, движи се, наври. И си кажеш, чекај, како ќе ме лечи мен? Да, тука, значи, ти го рече, значи не се навикнати или навиките не им се тука одма антибиотиката, бап пеницилинот, бап стрептомицинот, ајде антибиотиката, бутай. Тука се поврзуваат на тоа јачење на имуниот систем, значи доколку имуниот систем го појачувам со антибиотиката што е, организмот се научи на антибиотиката и утре другаде некој друг вирус испадне што не може антибиотиката на тоа да реагира.
А вако они викаат, организмот сам треба да се бори со тоа. Да, меѓутоа и германците не ја правиме медицина, дека не е медицина тука. Се знае тука кога они даваат, например, антибиотици. Они тоа го даваат кога ќе проверат дека стварно има инфекција. За тоа прават крвни слики, за тоа прават мокраќа и сите работи. Меѓутоа, во првиот момент, за ние што сме научени, или за мене тоа било културен шок, кога јас сум навикнат, или јас сум дете израснато по болници, по доктори. Не, за сите работи тоа, јас сум алергичен на пеницилинот, тие пеницилини више. Преку глава што ми дошле. Пеницилинот ја не можам да го примам веќе. Од премногу примање пеницилин, јас сум алергичен на пеницилин. Ја беше ми интересно тука, кога децата биле помали, одиме на доктор, на детски доктор, шотите, отвори глцето, црвенко му е, нема ништо ваму, таму вирусче, ми со децата, така у градинка, сите воа, тоа ама треба да помине, треба да се челичат. И одиш дома, затвор се идеш дома, и медицинско лице дома има, медицинско лице дома, па вика така е до тука, ајде, со чајче, со воа, со тоа. Сега, например, после ако стварно температурава не се симнуе 5-6 дена, и ако повторно отидеш на доктор, тогаш докторот ти рече, окей, сега треба нешто да превземе. Предвидејќи најверојатно дека вирусов е појак од, да речем, од телата, од антителата што ги ствара организмот и затоа му треба малце да му да го појачаме и да добие ваква малце, да речем, брзина на целото оздравување или на целата работа. Антибиотиците... интересни работи, Да, обично, значи, тие се борат со бактериска инфекција, меѓутоа секој вирус или назима, например, кога ние имаме инфлуенца, како вирус или било кој, значи РСВ вируси така, кои што се многу актуелни секоја зима, не се пропратени, мислам, не се изолирани само како вируси, туку секогаш, односно обично се пропратени со бактериска инфекција и точно тоа е. Значи, ако организмот издржи да го избори вирусот за 4-5 дена, тоа е супер, меѓутоа ако на сето тоа се накалеми некоја бактериска инфекција, тогаш антибиотиците се неизбежни. А она што во Македонија се практикува на секоја настинка или на секое, се даваат антибиотици, точно тоа што кажа ти дека веќе си алергичен затоа што имаш направено веројатно резистентност на антибиотици, веќе антибиотиците не функционираат, туку се цитотоксични, односно ги загрозуваат и здравите клетки на некој начин и не функционираат. Така и тоа е еден аспект и резистентноста кон антибиотици се зголемува се повеќе и повеќе во светот, не само кај нас во Македонија, туку генерално. Така. А како си со вако е сега уште една вако е навика или да речам можеби верувам дека и ти си ја прифатила. Како си или како беше у почетокот кога сакаш со некој кафенца да пиеш или сакаш да се договориш? Имаше терминчиња, договори, не сега, ќе дојдеш друг пат, утре, денеска не ми одговара. Мене за тоа беше интересно, кога ќе се спомнам со германец, кој е спонтанитетот, тој збор ми фалеше, спонтанитетот кај нив е во одредени граници. Спонтанитетот кај нив е викенд. През неделата не се толку спонтани они. Како ние што сме спонтани, ајде од денеска до утре, утре ќе правиме, утре ќе се собереме, ајде ќе правиме вакво седенка, ќе правиме грилче, ќе правиме вакво, ќе правиме тако. Кај нив, не можам ја, утре други ден, у четврток, у 6 терминче. Ма сега слушам веќе и доле е префрлено таа работа дека не се толку и доле веќе спонтани. Какви се твоите сознанија или какви се твоите искуства на таа тема? Или на тие навики? На почеток тоа искрено, тоа немање на таа спонтанност, тука многу ми сметаше на некој начин, во смисла дека понекогаш ти е потребно или ни е потребно некој разговор, некој совет, баш во моментот кога поминуваме низ некоја, да речам, не толку прифатлива или пријатна фаза. И сето тоа треба да се направи, например, со пријател за 3 недели, затоа што пријателот, пријателката нема термин или нема слободно време во текот на тој ден, следниот ден и така натака, туку сето тоа функционира со термини после 3 недели, 4 недели и така натака. Тоа е еден решен проблемот на некој начин, веќе нема ни потреба да се дискутира сето тоа, меѓутоа гледам дека на некој начин сега ја сваќам и неопходноста од сето тоа, затоа што сите имаме
живот кој што е доста заситен со многу активности, понекогаш е многу тешко да се најде време и луѓето почнаа да си ставаат веќе некои сопствени граници во поглед на комуникацијата со другите луѓе и дека може би е подобро на некој начин да се одреди термин, па сите да уживаме заедно, отколку некој да биде под стрес и цело време да трча дали за да му угоди на некој на некој друг. Во Македонија веќе тоа се практикува од можеби од единствена причина што порано во Македонија многу беа актуелни кукини слави, имендени и сето тоа и сега пост-ковид период на некој начин тие слави се проречуваат и тие имендени се проречуваат и луѓето навистина поради тој некој забрзан начин на живот немаат веќе толку време ниту за подготовка, ниту за сретнување со други луѓе и мора да се направат термини. Истото се случува кога, на пример, од тука доаѓаме во Македонија, однапред се договараме кога ќе се видиме, како ќе се видиме, затоа што сите се со некакви обврски. Како е твоето искуство? Тоа е многу интересно, сега што го начна кој ќе доеш у Македонија и што те очекува. Порано зборувам. Значи, јас секој што го делам, пребидејќи 30 години Германија не се малце. Се мал период, така да можам да признам дека од претходните години, или да речем, во првите години кога сум дошол доле, сепак било сосем поинаку. Не само од страна на, како да речем, кога ќе отидеш во Македонија, да речем, од сакањето да се видиш и од времето што ќе го одвоиш за тоа, отколку во денешно време. Значи, денешно време се приметува дека луѓето имаат и други обавези. Порано било тоа, мораме да се видиме, мораме вака, мораме нака, мораме воа, мораш ки вој да отидеш, мораш ки ној да отидеш, мораш ки вој да го посетиш, тој ако не го посетиш, ќе се налути. Сега, со текот на времето и со промените, кои што ги рече ти, на самиот работен начин, па и толе веќе работниот начин не е кој што беше порано, сепак времето си го носи своето, глобализацијата си носи своето, индустриализацијата си го носи своето, луѓето се помалце во смисла за секого може да одвоат време, така да понекогаш не се дешава и со некого да не се видиш. Меѓутоа тоа не е од причина дека не сакаш да се видиш, ами од причина што немал он временски простор, не си имал тими временски простор и така да, тоа не би требало да спаѓа во смислата. Меѓутоа, тука е проблемот, ќе да речем, во тоа што ми било мене интересно, на почетокот беше тоа што кај нас комшиите, например, што сме седеле во комшилукот, секогаш сме викале, ајде иди ти, дојди кај нас, ние секогаш сме биле флексибилни, А во тој момент кој ќе речеме, окей, дај сега ја да отидам кај него и сега одам нешто да направим или прашувам нешто или сакам аквото, обично ако дој комшите кај мене нешто да праши, ќе речем ајде влези ваму, ќе седнеме по нешто, ќе каснеме ваму таму, ќе има нешто, ќе замезиме во тоа. Ако ќе отидам кај него, например, тие навики и сега со ми се му обетиме, наврата се му обетиме, че не му текно да рече слушај дај влези внатре. Ќе седнеме, ми се му обетиме надвор и сега јако да речем свесен човек, ќе речем окей, фала на одговор, разбрав што требаше да разбрам, збогу со здравје. И тоа кога ќе се вратам назад и најца ми вика, не те почасти нешто, викам, не само сладок муабет имаше. И така да, со текот на времето и почнеш и тоа така да го практицираш, окей. Не денеска или кој ќе дојде дома, ќе се му обетиме на улица и се му обетиме на улица, ама тоа они тоа не го сваќаат на пример негативно. Значи тоа што сакам да кажам, значи што е кај нив позитивното, значи него не му е битно дали ќе го викнеш дома, ако го викнеш убаво, ако не го викнеш не е никому страшно. Alles gut, не си направи мувет, ти разбра, ја разбрав и чао, данке, чус, auf Wiedersehen и сите работи ти каже, ама не го зимаат. Додека кај нас понекогаш така, например, ако се сретнеш или ако стоите на се замислиш ти дошол некој наврат, ти се муабетиш се наврат и не го пушташ натре. Ти стоиш наврат и си правиш муабет. Па има утре да пола вакво е цел Велес и пола Скопје ќе разбере за тоа дека тоа си го направил. И друго едно нешто, кафенце и чоколадо или бомбонјерче секогаш носиме, значи. Си го носиме тоа да речам од дома и носиме и тука веќе. Таа е наша навика.
Меѓутоа, тоа е наша и македонска навика, како чест за куќата, која што ја посетуваме, па макар тоа било и една кафе дружба, да однесеме 100 грама кафе, 200 грама кафе, без разлика, чоколадо, ако има мали деца, чоколади за децата и така натака. Така да, јас мислам дека тоа е една убава навика која што може да почне и тука да ја, односно не да почне туку, да ја задржиме и тука и да ја пренесеме на нашите деца за во иднина да се ние додека ти тоа го ја чепна тема ваква, или таа навика, ние таа навика ја практикуваме. Значи без разлика до сега што викаме ние со празни раци не сме отишле нигдека, без разлика дали одиме ки македонци на гости или дали одиме ки германски. И сите викаат да не треба, ама сепак тоа е некоја, кој што го рече тоа, убава навика. Значи не е тоа дека ќе вакво ќе го подценам или ќе го наградам сега, ама тоа е едноставно као пажња, као ете, сакам да ти или поготово ако има мали деца, обавезно нешто играче, миграче или тоа сладко вакво нешто, такви работи обавезно носиме. Обавезно носиме за да така да биде вакво убава навика. Диана, прекрасни навики, прекрасни да речам теми, сега некој ќе рече позитивни, некој ќе рече негативни, сега за некој може позитивното е, јако што реков, за мене позитивни со комшијата надвор да правам, за некој вика комшија Германецов не е покоен. Тоа ако не е покоен, може нема ладно пиво сега. Што се? Не? Или нема е чисто дома, како ви кажат, не го пушти у куќата, нема е чисто. Преди да не ми се пере, не го пушти у куќата. Не? Ама ете, помина сладки 45 минути, си поправивме муабет, една убава тема. Верувам дека од оваа навика, имаме една навика сега викендов која што треба, верувам дека не само мажите, меѓутоа децата да испочитуваат. Во овој викенд е мутатагот, значи денот на мајките. Ја, мајки, спремајте се, направете нешто блакце, макце, такви работи. Може ќе ве посети некој, може мажот ќе ви текне да ве покани, да ве онади, да ви изведе, може детето ќе ве изненади. И на крај краеви, слушате ни понатаму, и во петок, и во сабота, и во недела, и од следниот понеделник. Да, тоа беше за оваа епизода, за навиките кои што можеби ги носиме со нас од тука доле или од оздола нагоре. Ве поздравуваме и тоа е тоа. Многу поздрав и од мене и доколку имате некоја навика што сакате да ја споделите, може слободно да ни напишете на Facebook страната. Мислам дека имаме Instagram страна, Панче може да ме коригира ако тоа е погрешно, меѓутоа би сакале да слушнеме доколку имате некои навики и не само навики, туку и некои теми кои што ве интересираат во иднина да бидат обработени, слободно да ни напишете или приватни пораки ако не сакате тоа да биде јавно објавено и ние ќе ги обработиме темите и ќе дојдеме со една нова епизода и ново решение. Диана после 2 епизоди сите канали ги знае. Тоа е добар знак. Ја се вклопува апсолутно во целиот концепт на нашето мало големо подкастче и повторно поздрав до сите. Убав викенд. Тоа е тоа. Чус. Поздрав, чао, чао.